Димитриевски, добро вечер, добре дојдовте во Дневникот Добро на сите. добро вечер и на вас и на гледачите на телевизија сите. Веднаш на почетокот ќе ве прашам какви се односите на ЗНАМ со ВМРО-ДПМН? Одлични се односите, коректни. Имаме усогласено владина програма, работиме по неа. Се почитува устав и закон, тоа е основното начело по кое што ЗНАМ функционира и ќе функционира во иднина, а секако сите овие дневни политики кои што се отвараат на различни теми, од една страна се прикажуваат на начин дека нешто не функционира, но од друга страна јас можам да потврдам дека ЗНАМ има одлични односи со нашите коалициони партнери. Никако збунувачки во јавноста делуваше онаа изјава на министерот за правда Филков минатата недела по определувањето на мерката куќен притвор за Артан Груби, во која што побара јавна информација од МВР и АНБ за тоа како процениле дека не е безбеден во притвор. Ако не грешам, и вие истиот ден дадовте една изјава дека одлуката е невиден преседан, одлуката за испраќање на Артан Груби во домашен притвор. Комуницирате ли со институциите како владин партнер? Ве информираат ли како и зашто се носат одлуки? Првично јас комуницирам на ниво на представник на политичка партија, во комуникација сум со премиерот, што се однесува до министрите, тие функционираат во рамки на владата, заедно со мандатарот и тој е веќе нивниот дел на работата. Она што е најбитно е дека Македонија е држава и ние мора да се поставиме многу сериозно пред сите овие предизвици или не смее да гледаме репризи. Ова власт е составена токму да го оневозможи да се повторува она што се повторуваше во минатото. И овој преседан со господинот Груби, министерот испрати јасна порака до судско-обвинителската власт првенствено, каде што очигледно видовме дека се случи една реприза на многу такви случаи во минатото, но сепак ако имате личност која што побегнало од државата, а во меѓувреме известувало дека отишла да се прошета, и ви се враќа по 14 месеци, да го оставите во куќен притвор е недозволиво, а од друга страна да гледате луѓе во притвор за многу по-мали квалификации на кривични дела. Граѓаните мораат пред законот да бидат подеднакво исти. Имаше недоразбирање на релација институција за издржување на притворот, безбедносните служби во државата, безбедносните проценки, за тоа треба тие јасно да дадат одговор, но министерот постапи согласно своите објаснувања и побара отворен одговор од представниците на обвинителската и судската власт. И видовме само една реприза по онаа стара навика играње на тенис пред јавноста, како судот се повика на обвинителството, обвинителството пак се повика на судот. Да, точно е, но обвинителот сепак е странка во процесот и судијата на претходната постапка е тој кој што ја носи конечната одлука врз база на доставените докази. Тоа значи дека во секој момент сите тие доставени докази може да ги отфрли. Зошто не го сторил тоа? Тоа треба да го утврди Републичкиот судски совет, кој што според мене е најповикан. Министерот за правда е член на судскиот совет, без правно на глас, исто така и председателот на Врховниот суд, но сепак тој не врши никакво влијание. Тие се на потек, нека го отворат тој може да присуствува на седница таму. излезат. Зошто не се појави на седница во судски совет? Знаете зошто е вака? Вие како го зборувате ова делува многу добро за ушите на граѓаните или тие така го доживуваат сето ова, но одговорот официјален од судскиот совет е дека судијата не можел да одреди мерка која што би била повисока од онаа која што ја предлага обвинителството. Значи тие можеле или да го пратат во куќен притвор или единствено да го пуштат на слобода. На крајот на денот воопшто не е битно кој што говори. Најбитно е каде во моментов е господинот Артан Груби. Тој во моментов е во куќен притвор, си седи дома, си пие чај, предпоставувам, и не гледа на телевизија. И сега требате да ја прашате јавноста. Дали јавноста се согласува со такво нешто или не? Ако ние сме држава која што не може да обезбеди безбедност и да гарантира безбедност на одреден граѓанин кој што е државјанин на Македонија, тогаш се поставува сериозен знак, прашалник, дали можеме да гарантираме безбедност на секој поединец кој што е најодговорна функција во државата, особено во вакви временски периоди на едни глобални кризи. Значи, неприфатлив е овој одговор. Господинот Груби требаше да оди таму каде што е пропишано
во делот на истрагата во истражниот затвор Шуто Оризори. Но како и да е, јас не сакам да се впуштам во коментирање на судска одлука и затоа ќе се воздржам од коментари и ќе ги чекам дополнително да се произнесат по сите овие притисоци на јавноста, бидејќи повеќе од јасно е дека јавноста не се согласува со вакво нешто. Јас се согласувам со вас. Држава мора да има правда и за господинот Груби, и за сите поединци, вклучувајќи и мене. Видите, јас бев обвинет во една судска постапка каде што ниту едно рочиште не го пропуштив, се соочив со фактите и аргументите и на крајот победив. Правдата секогаш излегува на виделото. Господинот Груби побегна во странство за да си даде луфт од 14 месеци и повторно да се јави и дополнително да иритира македонската јавност со неговото однесување како што беше случајот. Видите, таму се скандира пораки, најголемиот и така натаму. Тоа иритира. И мислам дека е општо неприфатливо. А тој кој што донел таква одлука, во случајов првично обвинителот предложив такво нешто, доставил докази за тоа, тука се безбедносните служби. Јас не поседувам безбедносен сертификат, немам увид во таа документација, и да посакам не можам да ја добијам, но постојат институции и личности во државата кои што можат да ги добијат како доказ и да се произнесат по истите, а едни од тие се токму и Републичкиот судски совет и Советот на јавните обвинители. Јас се согласувам со вас, верувам дека и целокупната македонска јавност се согласува со вас, меѓутоа разликата е што ние сме гледачи, вие сте учесник во власта, вие сте дел од владината коалиција. Да, и ние реагиравме и ние ќе продолжиме да реагираме во рамки на владината координација, прва следна владина координација составена од составот на мнозинството или конкретно на релација Знам ВМРО ДПМН е една од главните теми за кои што ќе се дискутира, секој ќе биде ова. Знам влезе во оваа власт првенствено да гарантира дека ќе се вработи по устав и по закон и дополнително дека нема да дозволи тоа што се случуваше во минатото да биде репризирано во Македонија. Доколку се појават такви елементи на репризи, ние ќе го преиспитаме нашето учество. Затворено ли е целосно прашањето дека нема да има предвремени парламентарни избори? Видите, ние како Знам секогаш сме подготвени на избори, дали тие ќе бидат утре или редовни, воопшто не сме оптеретени, ние сме нов политички субјект, само ќе си го премериме нашето место и нашата тежина каде што сме во овој момент на политичката сцена. Таа одлука секако ја носи мнозинството во парламентот, почнувајќи од најбројната политичка партија и најбројната коалиција, па дополнително да сите политички актери во парламентот. Што значи дали постои, треба да го прашате директно премиерот, бидејќи сепак тој во рамките на коалицијата на ВМРО ДПМН има 58 пратеници. Знам, ве прашувам затоа што враќањето на Артан Груби во државата се споменува во однос на некаков договор помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ. Сам да ве прашам директно, дали Знам би прифатили учество во влада во која што ДУИ е партнер? Јас немам никакви сознанија дека постојат такви договори, ниту пак верувам дека постојат такви договори, но нема да има представници во власта од страна на Знам, доколку ваквиот ДУИ каков што е, а не, се уште не реформиран, биде составен дел на некоја си една влада. Каква ви е комуникацијата со Вреди? Имаме коректни односи, но нашиот договор за подршка на владината програма е со ВМРО ДПМН, но секако дека Вреди е третиот политички партнер, кој што е во процес на формирање на заедничка партија и таа коалиција да ја етаблира како политички субјект. Дали тоа ќе се случи или не, не знам, зависи од нив, но како и да е, ние ги почитуваме без разлика на одредени отворени прашања каде што не се согласуваме, особено во делот на примената на уставот и законот. Прашувам затоа што повторно Филков е тој кој што често влегува во конфронтација со коалиционите партнери од Вреди. Последното беше во однос на можноста за полагање на правосудниот испит на албански јазик. Овде доби поддршка од премиерот Мицковски, но беа најавени законски измени за да се случи тоа. Ве прашувам вака лично каков е вашиот став, што мислите за
потребата од носење на такви законски измени и какви би можеле да бидат последиците ако се дозволи такво нешто? Далеко од тоа дека министерот Филков навлегува во било каква конфронтација, тој само се држи до уставот и до законот и сите позитивни законски прописи кои што се на сила, а согласно истите, бидејќи се работи за полагање на стручен испит, сепак законот вели дека истиот треба да биде полаган на македонски јазик, кој што е службен јазик на територија на целата држава и вон државата. Што се однесува до давање на дополнителни можности, тоа е предмет на измена на законот и дополнителни поставки поврзани со самата измена на законот и доколку дојде такво нешто на дневен ред, ние како знам ќе си го кажеме својот став. Имате изграден став? Но во овој момент, значи законот мора да се почитува и тој испит може да се полага исклучиво на службениот јазик кој што е на сила во Република Македонија согласно уставот и законот, а тоа е македонскиот јазик. Во моментов имате став дали би поддржале такво законско решение? Апсолутно дека нема да поддржиме такво законско решение, затоа што сметаме дека истата поддршка на таквото законско решение го прави дисбалансот во државата, бидејќи ако нешто може за некој друг, зошто да не може и за останатите? Видете, ние не се бориме Македонија да биде биетничко општество, ние се бориме Македонија да гради мултиетничко општество и соживот за сите нејзини граѓани. А согласно уставот се знае кој е официјалниот и службен јазик на државата, тоа е македонскиот и македонското неговото кирилско писмо. Дадовме можност за употреба и на втор службен јазик на сите граѓани каде што се над 20%, вклучувајќи ги албанците, но и други граѓани во општини каде што се над 20% и истите можат и да се обраќаат на институциите и да добијат одговор двојазичен. Јас себе водам општина од мултиетнички карактер во изминатите, значи 8 години јас имам добиено неколку такви барања и исто така одговорено на таква барање. Мислам дека периодот во Македонија на дневни политики и онаа што значи национал популизам и бранење на националните ставови на етничките заедници е минато, треба да се насочиме кон глобалните текови и да продолжиме да ја менуваме државата за добробит на граѓаните. Видејќи пред да дојдам во вашето студио, разговарав со неколку мои сограѓани кои што не сакајќи, туку морајќи имаат заминато на Блискиот Исток на привремена работа во странство и за жал на тие наши граѓани таму во моментов летаат ракети. Ние сакаме ова влада да создаде услови еден ден сите тие наши граѓани да ги врати назад, да работат и творат за нашата држава, заедно и со нас, а во иднина и со сите наши потомци. Тоа се покажува со дела. Господин Димитриевски, ќе ве прашам, секогаш кога ќе се спомене реконструкција на владиниот кабинет, последната најава од Мицкалски е дека ќе се случи најдоцна до јуни. Прво име кое што се споменува во јавноста е министерот за правда Филков. Разговарано ли е воопшто на таа тема? Не е разговарано на оваа тема. Партијата предлага кандидати, така било при составот на владата. Мандатарот ги прифаќа самите предложени кандидати, доколку има забелешки ги дава, се води, значи, еден разговор и врз база на консензус се одлучува, што значи целата улога во делот на составувањето на владиниот кабинет или конкретно владата е во рацете на мандатарот. На оваа тема јас со премиерот се уште немам разговарано, имам најавено дека ќе се случи реконструкција, но се уште немаме разговарано ниту за ресори, ниту пак за конкретни имења. Онаа што ние го имаме како ресор, знам во моментот во владата, тоа е Министерство за правда и Министерството за јавна и државна администрација, а максимално сме посветени на целиот реформски процес, ги следите и измените на законот, ните во делот на правосудството и измените на законот во делот на јавната и државната администрација. Мислам дека има солидни резултати, особено во делот на јавна и државна администрација, но и текако интензивно се работи во сегментот на правдата, бидејќи најголем број од законските решенија се подготвени, на маса се на влада, дел се и во постапка и следува процес да ги поминат процедурите пропишани со устав и закон. Вие сте задоволен од Филков и дали би го промениле?
Апсолутно јас сум задоволен и од 20 мои министри и од сите представници на ЗНАВ во извршната власт, тоест во централната власт, а исто така и во локалната власт каде што сме застапени. Господин Димитриевски, морам да прашам, во петокот имаше прв состанок на работната група за измените во изборниот законник. Подпредседателката на партијата таму информираше во однос на партискиот став околу потребните делови кои што вие како партија ги предлагате за изборниот законник, но најави и потреба или предлог од страна на ЗНАМ за намалување на бројот на пратеници од 120 на 90. Има ли поддршка помеѓу другите пратенички групи за ваквата идеја? Сте разговарали? Видите, ние сме еднакви на маса, излегуваме со конкретни наши предлози, не само овој со намалување на бројот на пратеници од 120 на 90, за кој е потребно и дополнително измена на Уставот, бидејќи согласно Уставот таа бројка е од 120 до 140, туку и дополнително една изборна единица и минимум цензус од 2,5 до 3% и дополнително дефинирање за независните кандидати, кандидатски листи за соодветна поддршка од страна на граѓаните со собирање на потписи по теркот како што беше последниот предлог, а за жал поради Бодинтеровото мнозинство не помина, па се дозволи и се даде можност секој еден поединец со потпис на сопругата од дома да биде кандидат во државата. Ќе се вратам малку наназад за нешто што споменавте, затоа што е актуелна состојба. Морам да ве прашам, рековте дека комуницирате со кумановци кои што се наоѓаат на Блискиот Исток. Вчера имаше седница на Советот за безбедност, оценија дека нема некаква закана по безбедноста на Македонија, но треба ли да стравуваме од можноста од економски последици, па и евентуален мигрантски бранд кој што би се случил? Како гледате вие на целата состојба? Економски последици, следејќи ги анализите на стручните луѓе и аналитичарите во сегментот на економијата и глобалните политики, евидентно дека и веќе ги има и ќе ги има, бидејќи оваа војна е во тек, колку истота ќе трае, не можеме да знаеме. Како и да е, онаа што е најбитно за нас како држава е да се држиме до нашите партнери во НАТО и до нашите стратешки партнери и секако како организирана држава да ги заштитиме нашите граѓани кои што се наоѓаат во кризните региони на Блискиот Исток, а ги имаме доста. Јас како градоначалник одржувам редовни контакти со дел од нив и сите оние кои што ми се имаат обратено, инаку нашето Министерство за надворешни работи излезе со јасни упатства и напатствија кон сите нив и јас апелирам до сите нив да ги следат истите, бидејќи сепак на прво место приоритетот е безбедноста на секој единка, а час поскоро посакувам овој конфликт да заврши поспоро и целиот процес да се реши на маса по пат на дипломатија. Господин Димитриевски, благодарам многу за гостување. Ми беше чест, ви благодарам и на вас, убава вечер. Нов обид на судиите да